Може. Леонида Гичевска, левиот бек на Локомотива Загреб и на Македонија, еве сме на еден ден пред стартот на Европското првенство на домашен терен. Имаш искуство во младинските репрезентации на Македонија, сега си дел од сениорската, прв пат на големо надпреварување. Еве, кажи ми и твоите очекувања од овој голем настан, што ќе се случува во нашата земја? Па да, така е, како што кажавте, се поблиску до стартот на првенството. Ние се повеќе сме возбудени, возбудата расте. Едно вакво големо надпреварување навистина е една чест за нас и задоволство се игра. Ние би сакале да уживаме во ова првенство колку што можеме повеќе, да дадеме се од себе, да се бориме, да се прикажеме пред домашната публика во најдобро можно светло. И на крајот, мислам дека и да имаме најмала шанса би ја искористиле. Сигурно, да поминеме во главната фаза. Имавте некои 2 недели подготовки, еве кажи ми твој краток осврт, се работеше на тактичко-технички план, правевте и видео анализи на ривалите? Да, секако. Исто и во претходните ЕХФ недели ние цело време работиме на таа видео анализа, на тактичкиот план. Физички мислам дека девојчињата кои што играме во странство, да кажам, сме физички добро подготвени, бидејќи таму лигите се многу посилни. Играчите кои што играат во домашно првенство исто така работеа на таа физичка подготовка за време на сезоната. Така да мислам дека сме доволно спремни за ова првенство и физички и тактички. Играш во Локомотива Загреб и во Лигата на шампионите. Колку сметаш дека тоа искуство од тие силни надпревари што ги имаш во елитното надпреварување ти помага да бидеш уште подобра во националниот дрес? Па вака, претходните 2 сезони игра во Француската лига. Француската лига мислам дека е стварно број 1 најсилна лига. Тоа ми значеше многу, имав голем напредок во мојата кариера од тие 2 сезони во Франција. За Лига на шампиони мислам дека нема потреба да се коментира, тоа е врв во ракометот, тоа е најсилна лига и нормално дека имам големо искуство од тие надпревари. Тоа би било подеднакво како и сега на европското, со истите играчи, со истата еуфорија и така. И за крај порака една до навивачите? Дојдете и бодрете во што поголем број и јас се надевам дека сите заедно ќе израдуваме Македонија и ќе се радуваме.